Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Добро вечер за многу години, Свети Никола. Почитувани, убава е, реков, кога Македонската православна црква и сите православни христијани, каде да се осветот, ги одбележуваат традиционалните вредности и празници, бидејќи тоа се празници кои го зближуваат народот, за разлика политиката и политикантите ги оддалечуваат. Бар нешто во животот да не спои и да бидеме блиски и да се дружиме. Но има и таква ситуација кога дури и политиката влага во духовноста и ги трга луѓето меѓу себе, дури и роднините и блиските во семејството. Но вечерава нема да зборам на таа тема, со една навистина порака што Свети Никола, чудотворец и е пример кој сето свое богатство го даде на сиромасите. И се поставя на прашање дали некој навистина од политичарите кои у 30 години не бродови, не знам што наполниле и замина, се дрзна да им помогнат на народот и со ова, бидејќи ме замоли пријател во близината на телевизијата повторно истиот што ќе замине и веќе презвенување во надвор, тоа се инженери од две семејства, веле Слобода, не молим те. Македонци се обраќа за социјална помош која им следува. Вработените во Министерството не им дават информации, дават на други. Морам тоа да го кажам. И започнам со вечерашната тема, а ја насловив за и околу актуелните избидувања. Бугарски диктат освежен со бугарски туш, апропо новата изјава на почитуваната Марија Габриел. А ова тема ќе ја третирам со господинот Александар Кешаровски, директор на Меѓународниот центар за меѓународна соработка. Александар, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Еве дадов еден вове тоа што ние сме повеќе од колку дена, да речем, колку празници имаме, ајде да речем еден месец во континент или 300 дена повеќе, луѓето се раздвоени, скарани, не се дружаат, дури во семејствата да се па еден е ВМРО-вец, другиот СДСМ-овец, па третиот е ова, и нема некоја слога меѓу нив. Има ли шанса некако да се случи ова држава, бидејќи си дел од тој народ, тоа граѓанско општество, да се некако смири народот, помири меѓу се? Шанса секако дека има и искуство имаме такво, дури и со сите политички поделби, посебно првите години на транзицијата, таму и по-жестоки беа поделбите, особено меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ тогашните, ама немаше оваа поларизација, односно политизација на
на граѓаните до таа мерка да не се изборуваат. Ние уживавме во дебатите фамилиарни, Секако. кои беа и политички. Интересно било За во секој разлика од случај. сега која веќе ама тоа е глобален процес колку што гледам во Америка уште со појавата на Трамп се истакнува таа поларизација, се сведува на две. Во други земји тоа се регулира со повеќе партизам, а не бипартизам како што е карактеристично за американците, па дури и британците, каде што природно системот политички доведува до таква поларизација. Кај нас генерално е таква, а и самите партии ја потекнуваат под едно што не дозволуваат помали да се промени изборниот законник, например, каде што ќе се овозможи поголем плуралитет, односно помали партии да имаат шанси да влезат во парламент. И второ, и тоа често го кажувам на вакви емисии, со тие своји глупави соопштенија, секојдневни, новинарите се нервираат во сабота и недела, кога не би требало да се работи, нели? Вика, веќе имаме 10 соопштенија и од ВМРО и од СДСМ, а уште не е ни 10 саат за вајле. И тие допринесуваат дополнително на поларизацијата, да се изгубена некоја елементарна почит и прифаќање на туѓото мислење и почитување на тоа мислење, дека може да биде различно и за кое вреди да се дебатира, а не автоматски да се класифицира некој си против мене или си за мене или не знам што. Така да може, ама треба особено партиите повеќе да работат на тоа и да сакаат да работат. Убаво спомнете, да, тоа беше време каде што имаше еден надпревар на концепти на програми, овде ке ме некоја злакар скраја да е. Значи, таква омраза, такво самоуништување не е видено. Од друга ситуација, вие сте представник на граѓанското општество, невладна организација, кај што е главен фактор и еден вид чинител столб кој треба да ги координира овие два мастодона во секој случај и други кои ќе се согласам со вас дека треба да има конечно еден трет алтернативен пат, меѓутоа во вистинска смисла на зборот, не пајтон партии кои само за себе ќе гледат. Колку тоа влие во делот на грабењето, на рушењето на гласачкото тело или гласачкиот корпус? Ние генерално, особено МЦМС, мојата организација, доста поддржуваме такви иницијативи, не само во последно време, дури и меѓу партиите или во организации кои работат со партиите, токму на тоа поле на деполаризација, барем 3-4 проекти беа финансирани во изминативе 2-3 години, меѓутоа претходно многу сме работели на ресоциализација, например, на поранешните борци од 2001 конфликтот и од едната и од другата страна. Кои паднале толку ниско до луѓе, читам дека се разочарани, го допираат дното. Или, например, ги споменавте црквите и верските заедници. Ние 6 години имавме програма која се викаше поврзување на религиите и мислам дека точно верските заедници во Македонија може да бидат пример за толеранција, соживот, соработка меѓусебна и ние посебно кога правевме студиски посети во поконфликтни региони, како Белфаст, например, во Северна Ирска или во Израел пред 10 години, пред да ескалира во ова, нашите верски водачи заклучија дека ние може да изврзуваме толеранција таму. Така да примерите ги имаме и само треба да се сетиме, да речем, на нив и повторно ги примениме, да се работи на оваа деполаризација, бидејќи не наводи никаде, нема и губи смисла и политичкиот ангажман и граѓанскиот со ваков развој на И благодарам за прашањето. Во контекст на тоа што навистина бев вџашен, едноставно, не да речем згрозен, изненаден од еден дел од моите колеги, ја морам сега да се и постар сум, може и најстар во медиумите, со тоа искуство да слушам новинар поставува прашање на еден функционер од надвор, што мислите за крстот поставен на попова шапка? И јас велам, зар може да постави македонец и по дефолт, ако не е тоа истина, тоа не ја почитувам, кој да е. Меѓутоа, верувам дека неговите роднини, некој дедо, прадедо, бил православен христијан и се тоа. А од друга страна, да бидам искрен, вие одите често во тој дел Македонија, имаше таму изграден сакрален објект кој е на Дивоградба, тоа е една џамија која исто така огромно, со огромни преку 130 децибели се пуштат и колку тоа е навистина во функција да се зближат луѓето, да се поврзуваат. И тоа ми дошло дојде. Дали треба да бидат вакви насочувањата и ваквите, простете на зборот, според народна збелешка, предавство, верско предавство?
Па, за сите работи треба да се зборува и мислам дека имаше прилично брзо видов реакција од претседател на комисијата за односи со верски заедници Даријан Сотировски токму за тој случај, дека да, ако се зборува за дивоградби таму има многу повеќе што прво треба да се решат, ако е тоа воопшто, таа е изградено колку што разбрав на имот на црквата, но пак ќе речем информацијата и зборувањето за тоа многу ќе помогнат, бидејќи без информација луѓето си шпекулираат и си прават приказни кои воопшто не постојат. И нормално треба да се споредуваат примерите. Ние правевме неодамна барометар за еднакви можности, за дискриминација и за, например, еден од интересните наоди или не толку интересен од етнички македонски аспект е дека се македонците се чувствуваат подискриминирани отколку албанците. За прв пат во сите 20 години, ние секои 2 години правиме такви истражувања и албанците веќе не се чувствуваат така дискриминирани како што порано што беше случај, се вклучително и за вработување. Ама македонците почнуваат да се чувствуваат речиси идентично дискриминирани. Вела употреба зборот мајоризација. Се согласувате со дека македонскиот народ или православниот народ се наоѓа во една ситуација во која наистина дискриминиран. Со оглед еве сега, апропо му благодарам на Јован, а да, во студиото ни се Горан и Гордан, кој еве будно ни се со нас и реализираме емисијата. Јован ми испрати информација во која ние пренесуваме цунами од вработување. Со оглед дека не очекуваат предизборна кампања и повторно околу 6000 вработување. Јавниот сектор, мислам дека е ЕСМ, каде што платата им апроксимација од 30 до 60.000. Вика, дај Боже некој да најде работа во АЕК, каде платата е 90.000 денари. За жал, тоа што се воспостави како нека пракса веќе десетина години, 15, ако не, на партизирање на државата, продолжува и со оваа влада. И веќе не изненадува никој дека вакви постапки има пред избори, нешто што не би смеело да се случува. И тоа ние го класификувавме како заробена држава, уште 2016 на ЦМС прв пат го потреби тој термин, па потоа Европската унија го примени во својот извештај за прогресот. Прв пат во Македонија, па потоа гледаме во другите држави на Балканот се употреби. Не сите, ама во Србија и имаше употреби во уште една. Така да, тоа е за по мене една од, како да речам, вирусите или паразитите што ни ја јадат државата и прашање до кога тоа ќе можеме да го издржиме како држава. Дали ова ќе се нотира со глед дека ова е еден вид точно цунами за да се искористи минута до 12. Се знае дека тоа политичка октрирана гарнитура заминува. Дали ако во последниве 10 години 5-6 илјади вработувања се направија, не верувам дека кој знае колку ќе влијае, ама може да влијае на исходот на изборите за некои 1, 2, 3 пратеника, бидејќи на крајот на крештата, за жал, има влијание на тие партиски вработувања и за жал оваа партија што сега владеачка што е презема СДСМ со мотото да не се повтори тоа, го прави истото што го правеше и ВМРО ДПМН пред тоа со партиските вработувања и за жал научија дека тоа носи гласови, односно со притисок, како што впрочем и Вучич ги доби вчера изборите со носење луѓе на гласови. Од друга страна, европратеници сакаат ревизија. Убаво методот е прашање, мислам, констатации што ми дават за право да ви поставам прашање. Дали може со сила да смените волја и гласот на народот во една држава, како што го имаме примерот во Србија, каде делата, трудот на Вучич кој е де факто и де јуре, човекот работи 100 на час и беше искрен во едно интервју, вели јас сум копирал една политичка провиненција во соседството и не можев никако да разберам. Меѓутоа, од друга страна имаме напад на добрите дела во Македонија, квалификувајќи како тоталитарни системи и режими. А што имаме денеска добиено? Видите, тоа си се балансите на општеството. И јас се слагам дека веројатно во времето на Груевски и во времето на Вучич има најголем напредок во многу параметри на државите, во смисла на инфраструктура и на па и по мене дури Скопје 2014 повеќе беше економски проект отколку идеолошки, особено во години на криза. Па и држење на градежната оператива во кризните години, но
Тоа не е оправдување за другите работи што ги прават. Вклучително не ги следам деталите, но проценката дека 40.000 гласачи од Република Српска се носели во координирано се во арената се организирале да гласаат во Белград, да и со тоа се влијае точно на тие 7 пратеника разлика кои се случија и нормално чувме и од нашите разговори, од снимените разговори како тоа се правило тука, што не е во ред. Рековте не може да се влијае и да, секој на крај си гласа, ама сите постапки влијаат на тоа кој како ќе се определи. Политичарите се препознаваат по делата и злоделата. Ако имаме ситуација каде што имаме економски раст, од друга ситуација имаме девастирачка политика, народот е да рекува предавничка политика, еве во секој случај слушнавме, не јас, не вие, председател на држава, Ѓорѓе Иванов се изјавил јавно дека во името е продадено 150 милиони евра. Ако Тајван го признаме за милиарда евра, брендот и името Македонија го продале за 150 милиона. Дали можеме таа политичка гарнитура која ветувала правда, ветувала мир, да наречеме дека била рентабилна, завршно со незиниот следбеник сега Ковачевски што га? Се релативно, особено во политиката. Бидејќи 2 пати сум бил во Израел, јас знам добро приказната и например тоа што им било на маса на палестинците од 47-ма и тие не го прифатиле, генерално под влијание на соседните држави кои ќе ги бранеле или ќе им помагале, е многу повеќе што било кога сега што ќе може да го даде. Никогаш нема да дојдат пак во таква ситуација да го добијат. Тоа беше да се да добијат територија. Сега ако гледаме така, да, можеби требало уште 92-3 година нешто да повеќе да попуштиме и да го решиме тоа, до сега ќе бевме членка на ЕУ. Ама од друга страна, кога се расправам со социјалдемократите, например, велам, ако е така, тоаш најпросто беше да не се викаме Македонија, 92-а се откажеме од името и ќе бевме до сега членка на ЕУ, со Централно-Балканска република, до сега ќе бевме членка, така никој нема да блокираше. Ама ни тие не сакаат така, нели сакаме сите името Македонија да се задржи. Дали е добро северно или не, за нив е добро, за мене сметам дека не е. И против Преспанскиот договор бев и против францускиот предлог, дури не заради ефектите на Македонија, туку затоа што ги кршат европските принципи. Има таму договор за Европска унија и член 2 ги кажува тие вредности, 6 не се многу. Првото е човечко достоинство, демократија, слобода, човекови права, правда, владење на правото. Значи тие се тие вредности. И ако Преспанскиот кршеше пола од нив, францускиот предлог ги крши сите 6. И сега мене ме викаат антиевропјанин, кој ги бранам тие вредности, бидејќи самиот предлог е во спротивно со тие европски вредности. И членот 4 од повелбата на Обединетите нации за самоопределување и дефинирање. Па да. А што Македонија е конституент на Обединетите нации, знаете дека македонски представник беше на подпишувањето на таа декларација, тој документ. Но како и да е, го спомнавте дело за тој, еве јас ќе се повикам на последната анкета на Конрад Аденауер, каде што видовме евидентно 60 или 40 исправите ме проценти падна, или од 85 на 60, 25% евроскептицизмот или еврофанатизмот, како го викам на шега. Што би додале на тоа? Добре, јасно е дека цела наша историја од независноста е след на изневерување од Европската унија, од Бадинтер, нели, од луката да не признаат нас и Словенија, а ги признаат Словенија и Хрватска, па наваму, значи со пресудата во Хаг и сепак ќе речам, ние се државме од тие европски вредности, имаме пресуди, ако владее правото, нели сите на глава се ни го качуваат владењето на правото, не владеело тука, корупција имало, ама да владееше правото, ние ќе бевме примени во НАТО 2008 или 2011 кога го добивме случајот во трибуналот во Хаг. Ништо тоа не се случи и така да нормално е да особено кај етничките македонци расте тој евроскептицизам, бидејќи и со Преспанскиот договор еден куп ветување имаше пред референдумот од највисоките лидери, меѓутоа скоро никој од нив не е веќе таму, вклучително и Меркел која дојде тука да не убедува. И сега кога ние нели сме дале таа жртва еве тогаш за со Преспанскиот договор и промената на името и пак имаме нови пречки, како да веруваме дека еве што велите и ова денеска што се случува
со бугарската министерка да Дека не само уставните дека тука измени. ќе биде крајот. Значи стравот ние правевме 4 пати истражувања во време на преговорите со Грција, значи низ годините, и најголемиот страв беше дека тоа нема да биде крај, дека дури да се согласиме и Македонија да не се викаме, нема да биде крај. Ќе има нови барања, можеби од Од нови друга земји. страна, неизбраниот премиер во секој случај ќе се нарече така, што е факт де факто, и да Јуре не е избран, тој само беше насаден, да речем. Вели, главен виновник на се случувањата има име и презиме. Мицковски и ВМРО ДПМН. Не сум тука, ниту сакам да бидам адвокат на никого, меѓутоа сакам да ја ставам ситуацијата во вистинска смисла на зборна маса. Ја ги гледам исто во баланс тие работи, бидејќи бев учесник во дебатите што се отворија. Прво мислам дека грешката беше всушност добро почна прво председателот Пендаровски, кога кажавме не, нели Ковачевски кажа не на првиот предлог. Што се случи тоа да се смени? Па се случи нели Мадрид самитот, каде што имаше некој изменет предлог и Пендаровски многу убаво кажа: имаме нов предлог, не е баш многу нов, бидејќи се сведе на 3 збора промената, дури Бојар Османи така ја представи. Меѓутоа Шверцерски го чува од народот, дали? Сега и рекоа треба да видиме дали е доволно добар и ќе отвориме широки консултации. И владата следствено тоа стварно отвори широки консултации, проблемот беше што многу брзо ги затвори. Односно, требаше да се искористи летото 2-3 месеца да се издебатира тоа, да се постигне консензусот, пошто не се гради консензус за 2 недели, особено ако не си ги прашал луѓето претходно. И за жал владата веќе се определи. Да, таму беа ставени во тесно, иако беше потранспарентен процесот и барем 2 пати беа консултирани председателот и опозицијата, меѓутоа во крајот пак се сведе на ставање во тесно во тој 1 месец од мај до јуни додека се потпише. Но се вратам нова. Да. Францускиот, значи за мене грешката наша се направи со прифаќањето на владата во старт, веќе 2 недели после големото не, се сврте скроз на да, без да се убеди опозицијата или без да се разбереме што е прифатливо. Можеше тогаш да се издейства уште нешто што ќе беше прифатливо и за ВМРО ДПМН и ќе имаше консензус. Но тоа се пропушти. И сега, у која ситуација сме? Да, јас бев и сум против францускиот предлог како што е, но бев меѓу првите што повика дека сепак треба да ги усвоиме уставните измени што во август лани. Зошто? Затоа што суштински ни ВМРО ДПМН не е против внесувањето на бугарите. Дури мислам дека од наша страна им е предложено на бугарите многу одамна. Тоа нешто да се направи, ама не по диктат што викате, туку со наш предлог. Тогаш бугарите не сакале, не знам зошто. Не се. И сега кај ја гледам дебалансот. Значи, кога веќе се пропушти консензусот, ја разбирам позицијата на ВМРО ДПМН и дури се чудам што издржа цело ова време сите пратеници, бидејќи сега мислам само 6 треба, не треба 8 како минатиот пат, туку 6 се доста и издржа и предпоставам ќе додржа до крај, веќе еве изборите се закажани. Од друга страна, јас предложив уште во август лани тоа да се направи за да се види дали ќе помени или не. И ако не, да се оди на избори, до сега ќе имавме друга влада и другата влада ќе издействуваше нешто плюс. Ќе го завршевме скринингот и ќе имавме нова ситуација. Вклучително ако требаше и уставни измени, ама со сменети услови, како веќе ВМРО ДПМН планира. А сега не е коректно да се обвинува опозицијата, а сме пропуштиле година и пол во процесот, без да се провери на избори дали има друго решение. Зошто не се обиде, например, владата да направи поголемо мнозинство на избори? Ако е убедена во тоа. Не само тоа, дали тврдокорни за Македонија или тврдоглави СДСМ и ДУИ, во делот на нивното ветување на францускијата, на Макрон или да речем на Шолц, дека ќе успеат да ги соберат. Од друга ситуација, убаво добро спомнавте, и јас цело време не типов, туку размислов дека ќе бидат избори ова година, до октомври, од ноември, за да се заврши, да се добие нешто време. А што мислите за ова што прочитав една изјава, вика Мицковски и Марија Габриел им ја пресна вистината, власта лаже дека уставните измени се последна пречка, апропо оваа изјава што даде госпожата Марија Габриел, а од друга страна, на денешното обраќање годишно на председателот Пендаровски, вели поделбите во македонското национално ткиво за уставните промени се контрпродуктивни за виталноста на нашата кауза. Која ова, да рече? Пак ќе се навратам на тоа дека лани се пропушти златна шанса за таков консензус национален да се направи. И имавме и капацитет и знаења како тоа се прави, за жал се истрча за побрзо да се каже да и да се фати некој не знам каков рок кој
претходно се пропушти, така да не беше Што по мене некоја драма зошто во јули прифатевме, а не во А септември. има ли некој сценарио за под маса, да речем, чисто ја прашам, Не, речем, не, исто јас- граѓански Јас сектор, сметам имате извори дека, повеќе. да, видоа дека повеќе од тоа не може да издействуваат, предпоставам, и смета на слична реакција на меѓународната заедница како за Преспа. Меѓутоа овој пат, гледајќи како се изведе, нели Хан рече со балкански и европски методи мешани, што на крај се сведе со подкуп и закана до пратеници, се донесе уставните измени тогаш и се смени името, Европската унија не сакаше пак да учествува во нешто такво. Особено не тие да завршат работата на владата која презема обврска да го направи тоа, и генерално ги оставија сами да се завршат работата, а очигледно не беа способни да го испорачат тоа што го ветиле. Ја не верувам дека убедувале некого дека може, туку очекуваа да помогне меѓународната заедница. Тие помагаа колку што можеше, но забележливо беше дека овој пат немаше висок профил на личности кои доаѓаа да не убедуваат дека е ова добро. Пак има изјави, ама се втор, трет ешелон, едноставно не сакаат ни Соединетите американски држави, ни Европска унија на таков начин со притисок кон пратеници да се донесат уставните измени и не сакаат повеќе од што е потребно да тие помагаат во тој процес. На крајот пак е наша одлука и на тие наши пратеници, затоа се викаат избраници на народот, да слушаат што мислат граѓаните и така да гласаат, а не заради некои вакви или такви интереси или подкуп или закана од затвори слично. Господин Кажаловски, факт е дека State Department излезе со црни листи. Најавено е дека се зголемува бројка. Според мои сознани извори, навистина е дека таа бројка ќе биде доста мрсна и дебела. А од друга ситуација, европскиот извештај е еден од најцрните катилфермани што стигна воопшто во Македонија од 2019, исправете ме, така? 2009, пардон? Од 9 до денеска, имајќи факт дека круцијалните, најважните проблеми се корупција, тендерарство, невладење на правно, судство, нема слобода во медиумите, значи најлоша. Која е таа храброст на Ковачевски и неговата свита и натаму да века дека е супер, во розови очари гледат ситуацијата и каде не е точно? Сега, како што кажувате вие, попска телевизија и малце греота да се користи оној виц за поповите, не ме гледате што правам, слушајте на што зборам, и за жал мислам дека тоа е доминантно однесување на владачката коалиција во последна пола година или година па и повеќе, да сме полни уста со Европска унија и европски вредности и принципи и стандарди, а ништо од тоа да не се прави во пракса. Значи, од судски совет, од кривичниот законник како беше донесен, иницијативата за амнестија, Злоупотреба на европско знаменце. Пропаѓањето на слушавите од СЈО, европското знаменце, злоупотреба. Значи, се што се прави баја ги спротивно, а да не збориме за нивото на корупција. Ја често ги цитирам и на јавни настапи и случајот со коридорите. Ја таму не ги обвинувам американците, нити Бехтал и Енка. Тие се тука да си ги земат пари, да си ги направат работите, колку што може поскапо. Ги обвинувам нашите кои дозволиле да се најдеме во ситуација да за 100 километри плаќаме 1,5 милиарди евра. Во ситуација кога последниот автопат кој сме го направиле, и тоа со европски стандарди, со европски пари, со европски изведувачи, со тендерска постапка, со 15 изведувачи, Демир Капија Смоквица, тие 30 километри, направени возеле нелисите, 6,3 милиони по километар, со 3 тунели, со 4 моста. Значи, тежок терен. А овие 100 километри, само еден е таков тежок терен, Гостивар Кичево. 3 од другите се рамни терени. А тие со рамните Младиновци Штип, предходниот автопат е 4 милиони евра по километар. Значи, далеко од 5 милиони е просек кој сме го направиле пред само неколку години. Еве инфлација да има, може да оправда 30%. На 5 милионите е помалку 1 милион, значи 6 треба да кошта или 7. Не може 15 да кошта такво нешто и викам, или треба да си многу корумпиран за ваков договор да подпишеш, или тотално неодговорен, или глупав. А ја не верувам дека се глупави политичари наши, така да остануваат другиве две опции, предпоставам.
и слично. И затоа гледаат и американците и европјаните дека вака не оди, НАТО членка сме, не може со вакво однесување да бидеме дел од алијансата и да се надеваме за членство во ЕУ. И често викам, после овие три што не блокира, следна ќе биде Холандија. Токму за владење на правото и за корупција. Амбасадор не случајно е месенџер бој или човек кој ја пренесува пораката. Кралството Холандија е држава, во се сеќавате со холандската тројка, истиот тој министер за надворешни сега партија што формира солуција, не знам каква солуција ќе најде, истиот човек кој ставил параф на еден документ што требаше председателот на државата, исправете ме ако сум грешка, меѓутоа реакциите се видени дека тој договор требаше да иде на ревизија и подпис од председателот Иванов. Меѓутоа го прескокна и тоа. Истиот да вели сега, знаете што тие не беа коректни, не беа добри, играат таптан дипломатија со лама тактика. Која е моралот етиката на политиката? Пак ја речам, секој со своите одлуки и нормално е секој да си ги правда своите Зборуваме за холонџаните одлуки. што веќе рекоа не, non pasará no више. Па да, и ја бев присутен во живо на моментот кога холандскиот амбасадор го кажа тоа на една конференција. И главно реакцијата на паузата после тоа беше дека што е ова однесување као неоколонијален император тука ќе ни кажува што како е. Мојата реакција беше дека да, така звучи, ама се што каже е точно. Да, пари. Нема што и да и си ги повлекува парите од Судскиот совет. 1 милион евра да си повлече некој да ти кажува. Од друга ситуација, новинарите, ако ми дозволите, со оглед реков дека навистина, зад мене има искуства, имам право да критикувам, имам право да укажувам. Новинарот го дефокусира и вели, знаете што, меѓутоа амбасадорот вели корупција, криминал и сите што ги наредов негативности, уставните промени. И вели, чекате, тоа ништо не е, ова е битно. Зошто се прави, зошто се става под тепик, зошто доаѓа дури дел од медиумите замолчуваат. Еве прашам ко граѓански сектор. Па добро, на крај, тоа е главниот услов и ние вообичаено се доведуваме во таква ситуација да биде джа или бу, да биде ова или ништо и обично се заборава се друго, бидејќи дали ни е толку капацитетот или капацитетот за владење на владеачките партии, да едноставно се фокусира се на една карта и после кога ќе запне на таа, ништо друго не функционира. И назадуваме во повеќе области. Или па намерно се фокусира на тоа, за да не се гледа што све друго се прави. Од дрвијата не се гледа шумата. Да се прикрие се целиот друг криминал и корупција. Имаме една друга ситуација, да бидам искрен, јас ги почитувам политичарите и од така наречената опозиција, меѓутоа колку да се верува, јас се прашам, нека ќе ставам и извични, кај да речам. Бидејќи имаме на пречувство дека тие се многу добро организирани по своите зацвртени траектории. Знаат што сакат и како бараат. Министерство за економија, Министерство за социјална труд, Министерство за образование, Министерство за екологија. Сега ќе ви дефинирам што е. Големиот број минерални, употреба на минерални, искористување, експлоатација минерални блага, кои се даваат на концесии на 40-50 години, тоа го прават представници на албанскиот политички кампус, инкорпорираните министерства. Министерство за образование ги тера сите своји основни агенди зацртани. Министерство за здравство, ако одите по државна болница и редови работи, енормно вработување, немам ништо против, меѓутоа ако гледаме и други, ако тој главниот фактор кој го ставија за биде менаџер, да бидат запазени сите национални малцинства, гледам дека нема. Тука имаме повеќе на албанскиот корпус, отколку македонскиот. Дали тука имаме една преобразба? Вели еден аналитичар, не сакам да го подрам, тоа е ко двоглави орли, грабливоста е, кој се преобразува еднашка во гулаб, еднашка во орел. Добра, кај нас веројатно корупцијата толку голема, висока, да веќе е релевантно кој колку краде од ова, ама по мене тоа не се огледување колкави штети тоа ќе направи за идните генерации, ако уопште има идни генерации, бидејќи се одрив од 50.000 годишно, што ќе остане, кога ќе му остане тоа што ќе остане во државата. 2017 викат 50.000, колку да рекоа, со 1.300.000 ќе брои Македонија. Да, во 2050. За само 25 години од сега. А ја мислам и помалку ќе бидеме, каква е, бидејќи ова ќе се зголемува. А прашање е дали ќе се фати ритамот за Европската Унија
Ја не верувам во приказните за 2030 како можен датум за пристапување на било која од Западниот Балкан, камоли на нас како први од сите. Единствено ако со геополитичка промена на топтан со се Украина и Грузија, Европска унија политички реши да сите се интегрираме, иако уште помалку верувам дека тоа ќе се случи. Вчера бев на настанка што беше говорник еден председател на одборот на Елија Меп, грчката фондација за надворешна политика. Тоа е заменикот на Кофос што беше сега е новин. Да. Лукас Цукалис. И тој очигледно е многу информиран за состојбите, бил предавач и на Харвард и на Оксфорд и на сега во Париз, така да е многу вклучен во европската висока политика и тој предупреди дека не гледа дека е реалистично дека ќе се било кој кога брзо ќе се вклучи било кој од Западниот Балкан во ЕУ. Единствена можност е да има фазно приклучување. Преговараме кластер, кога ќе завршиме тој кластер, во таа област некако да се интегрираме. Дали е тоа заеднички пазар, дали е, не знам, разменски програми во образование, ама тоа дел по дел, па на крај на тој процес кој веројатно многу ќе трае, зашто според него Европа во моментов со ваков начин на одлучување веќе во голема блокада и не е само Орбан, вика. Многу земји се Орбан предничи со ветото, со користењето на тие уцени, бидејќи мора некои одлуки консенсуално да се донесат, но не е само тој, многу земји во кулуарите што викаат ги користат тие и кога ќе дое време ќе се открие тоа и мора да се реформира тој систем на одлучување, а за тоа ќе биде потребно време на самата Европска унија. Не е тоа флоскула дека треба внатрешни реформи. Факт и дека мора да се реформираме за нас. Прво да се врати државата на народот. Македонија е киднапирана. Значи немаме, ја изгубивме државата, бидејќи во криминогени рад се влезе и си ги прават своите дилови и ред други работи. Европската унија гледа дека цвета корупцијата, криминалот, тендеражот, сето и нема шанси да отварат ни преговори и ред други работи. Имам ли ни шанса во контекст на сето ова што зборевме, дека Европската унија ги пушта под вода и СДСМ и ДУИ, давајќи шанса нова група од ДУИ, на опозицијата да влезе во власт и да се реформира конечно СДСМ во една рентабилна политичка партија? Ја не сум, мада сум малку подложен у последно време на конспирацијски теории, ама не сум многу убеден дека кој знае колку меѓународната заедница прави да влијае на изборите. Напротив, тие гледаат што се случува и ги прифаќаат резултатите на изборите такви какви што се и соработуваат со тие што се избрани во одреден период. Ја не би го рекол тоа фрлање низ вода, напротив, дека додека се тие ќе се соработува и некојаш дури јас кога директно разговараме со баш со истите, нели, со амбасадори и слично, сум викам зошто ние нас сега на црни листи некои што нешто направиле пред 10 години, кај бевте тогаш? Да, зошто молчат? И исто, и што ќе ни се после 10 години некои од сегашните политичари се најдат на црни листи, а не сега. Така да, веројатно, американците малце повеќе се прават во тоа, ама тоа, од друга страна, што значи црната листа? Мен Дуктач е таму 15 години и никому ништо. Така да, е само еден индикатор, ама пак пораката е, ваша работа си е тоа, нема што ние тука да правиме. Судството, се не све дека судството треба да работи. работи. За жал, тоа што велите изгубивме државата, не е изгубено, тука е заробено од партиите. И, да не речам, не е ни пречутен тој договор, дека не се дозволува никој да пркне плюс кога колачот се дели меѓу трите најголеми партии, веројатно тоа така ќе остане. До кај ќе не доведе тоа, веќе сме над 8 милиарди задолжени, уште се викаат... За овие 7 години дупло од годината кога дојде, тие до 2017 имавме 4 милиарди 300, од 2017 до денеска уште 4 милиарди 260 милиони евра. Значи дупло. За дупло пократко време, повеќе не сме задолжени. Што направиле за овие 7 години? Дали има некој проект да се види? Некоја зграда, нешто и некоја... Добро, одговорот нивни е дека го ги враќаат парите во народот. Се дали со тоа мој дедове, не знам, со поголема социјална помош или слично, или ги враќаат кај дел од народот преку коруптивните сделки е друго прашање, ама тоа следната влада ќе го испитува, се надевам, и ќе го санкционира.
Именно прашање кој јунак ќе каже дека превзема одговорност за пропустите и неказнивоста на криминалците во системот. Тоа го изјави Мицковски, апропо исто така за неодамна најгрозоморното убиство кое е сторено од Палчо, да речам, и што вели Мицковски, вели Палчо е партиска политичка инсталација на власта која служи да му наштети на ВМРО ДПМН. Имајќи факт дека американската амбасадорка, што ми пречи, верувајте ми, странски представник да осудува, да дава оценка, гледајќи дека немаме реакција од активната власт. Па добро, ја добронамерно тука не го се кажа, баш бидејќи согласувам со констатациите на опозицијата, бидејќи ако нешто добро имаше во ова лошо што се случи, е дека институциите реагираа на да речем на соодветен начин и за 10 дена прилично се разреши случајот и сите душе осомничени, прво треба да се докаже дека тоа така било, ама личи дека институциите кога треба може да демонстрираат дека функционираат. Дали намерно се пречути, господин Кажаловски, за тие 3 дена што беше самитот? Претпоставам се шпекулира дека министерот за надворешни работи и премиерот рекоа стоп, нон пасаран, не сме да поминува. Не би знал. Имајќи фактот дека тоа возило не беше регистрирано и не беше спроведено. Претпоставам истрагата ќе покаже, а и ако има опозицијата докаже. Дали сме да стават под тепик такви нормално, да, но да не шпекулираме, брзо ќе се покаже деталите, бидејќи прилично се познато колку што чувме до обвинителот. Многу ни е кнап времето, сакам само да ја прашам, со оглед ја видов повторно. Јас, можеби единствен сум, што не дека јас ја вршам кампања, напротив, јас ја критикувам повеќе пати госпоѓа Шекеринска за бомбона бизнис, ја ви са повторно бомбона бизнис за Чебрен и се тоа. Меѓутоа, како да како Феникс искачи од пепелот, имајќи факт дека таа е дел на think танкот на Кисинџер, и може ли да се случи во трката да влезат две дами, од една Силјановска, друга Шекеринска, да отпаднат сите други? Еве, од нова дата повторно, на 19 декември, јас го спомнувам. Би било добро да имаме жена за председател, иако од тоа што јас слушам, сепак председател Пендаровски ќе добие поддршка за втор мандат од владеачките. Не се сигурни, но посигурни се шпекулациите сега отколку што беа пред 3-4 месеци. Така да и покрај тоа што рекол дека не ми треба еден мандат, доволно ми е. Па на наш настан го кажа тоа и не беше баш така прашањето, беше дали размислувате. И тој рече не. Кој не сека дали размислувате? Не размислувам. Јас и овој пат, почитувани, да, господине председателе, во името на народот и гласот на народот, јас ве поканувам гласот на народот, дојдете, ред е да дојдете во телевизија и во оваа програма. Кажаловски, може вашата порака да не ја опатите на крај? Па од кај да се почне, мораме да одзаробиме државата и сепак мора да направат актуелните партии, најголемите. И ако нема промена на политиките, ние само ќе тонеме во корупција и долгови и луѓето ќе продолжуваат да се одселуваат, така да нека размислат што ќе остане за 10, 20, 30 години ако вака продолжи. Дали бугарскиот туш на господјата Габриел треба да ги освести сите и да малце повеќе се отрезнат? Па, од една страна да, требаше и минатата година, но од друга страна веќе е тоа прифатено како европски став. Нема што многу да се лажеме дека е бугарски. Се надевам може нешто, ама не се случило, например, во историјата. Вчера со Драган Тилев разговарав, нашиот преговарач де факто. Тоа е успешен, доста успешен, може да речам, да. Јас сакам да го... Значи не се случило преговарачка рамка да се промени. Дали ќе има политичка одлука за некакви промени? Најкратко и таксативно, видовме со Косово и Србија, дека има модификација, може да направи, ако се сака. На кафе муабет може да излезе некој па да даде поддршка? Добро. Може ли да очекуваме? Ама прашање зошто ние Ама ако ги решиме криминалците, ги тргнеме, ги ставиме пред лицето на правда и се абсолвира прашање, верам дека може некој кафе да пие. Или ако навистина имаме пријатели со кои се фалиме, дека и треба да бркаме пријатели. Очигледно не сме имале сите овие години да застане за нас. Александре, ви благодарам многу што бевте соговорник на Гласот на народот, токму еден убав голем празник. Посакувам среќна година, успешни работи и парабожични празници. Почитувани Александар Кажаловски, значи долгогодишен
представник на невладината организација даде прекрасни одговори за прашањата што ги поставивме. Еве, сакам да ме поздравам уште еднаш, кој посакам пријатни мигови и прослави вечерва, што го прославате овој голем христијански празник, на големиот чудотворец, кој навистина сето своје богатство го даде на сиромасите. Бите живи и здрави, ве поздравувам од мојата екипа, Горан, Горана, Јована и Ивана, и се гледам утре исто време. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. Со Слободан Томич ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.